Власта се амнестира од одговорност за уште еден промашен рок за автопатот Кичево-Охрид. Иако премиерот пред само една година му порача лично на министерот за транспорт и врски дека тој е одговорен за на крај на 2023 да има нов автопат од Кичево до Охрид, сега Ковачевски со поинаков став. Министерството за транспорт и врски било одговорно за изградба на инфраструктура, но не биле криви зашто се појавувале нови свлечишта. Ковачевски го вперува прстот кон проектантите и изведувачите. Сега треба да се направи анализа зошто не е завршено, зошто изведувачот не успел да го заврши, дали проектите кои што биле правени биле квалитетно направени, дали тие што ги правеле ги заслужуваат лиценците кои што ги имаат за да направат проекти. Ја ќе ви направам една аналогија, тоа ви е исто како да имате областен книговодител кој што ги промашува завршните сметки на една компанија. Се поставува прашање дали ја заслужува лиценцата да биде областен сметководител, исто и кај проектантите. Премиерот потврди дека ќе има финансиски импликации доколку се раскине договорот, но какви ќе одредил судот во Париз кој е надлежен во случај на арбитража. Дали се наведени некакви пенали во самиот договор, Ковачевски не кажа. Планот на власта да го раскине договорот експертите го оценија како многу опасен и штетен за државата, но и стопанството. Дополнително со таквиот потек би се отворил и конфликт со изведувачот, што може да создаде огромни проблеми за државата. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски предупредува дека овој проект го покажува вистинското лице на власта за која критикува дека е неспособна и криминална. Се зажали покрај на два пати предложените со анекси договори и покрај тоа што гледате дека имаше многу празни ветувања од страна на превенциите на СДСМ дека се тоа ќе биде завршено и дека денеска ние ќе можеме да возиме по новиот автопат од Кичево до Охрид. За жал тоа не се случува. Наместо да најдат начин како да го забрзаат проектот, тие повторно се обидуваат со некои гимнастики и политиканства да предизвикаат застој на работите, да предизвикаат конфликт со изведувачите и на тој начин дополнително да го одложат реализирањето на овој проект. Владата одлучи да прави ревизија по 10 години од старт на изградбата, од кои 7 на власт се СДСМ и ДУИ. Ангажиран е и ФИДИК експерт кој ќе направи анализа на договорот. И по завршување на анализите предлог одлука од Илинденска ќе оди во собрание. И пратениците ќе го имаат финалниот збор како ќе продолжи изградбата. Рокот за изградба на автопатот истекува на 31 декември годинава, до кога и мора да ја има предлог одлуката од Министерството за транспорт и врски. Овие 57 километри достигнаа вредност од фантастични 600 милиони или речи се 11 милиони по километар државни пари, а за Ковачевски ова не се фрлени пари. Оти добар дел од работите биле завршени.